Што ако ви кажам дека на сопствените очи не треба секогаш да им се верува? Денес ќе истражиме како мозокот, во обид да ни помогне, понекогаш целосно ја искривува реалноста. Добре дојдовте во фасцинантниот свет на сетилните илузии. Ајде веднаш на тест. Погледнете ја сликава. Кој квадрат изгледа потемен? А или Б? Размислете добро. Имате одговор? И изненадување. И двата квадрати се со апсолутно, ама апсолутно иста нијанса на сиво. Можеби не е лесно да се поверува, ама еве, погледнете сега. Оваа сива лента ја открива вистината. Значи, не е трик сликата, туку трик што мозокот си го прави сам на себе. Ама зошто? Добро, што се случи тука? За да го сватиме ова, ајде прво да видиме за што точно зборуваме. Значи, сетилната илузија не е некаков дефект на очите. Всушност, сосема спротивното. Таа е доказ дека мозокот си ја врши работата совршено, носи брзи заклучоци, користи контекст и се потпира на искуство. Сега, тие брзи заклучоци не се баш случајни. Мозокот, знаете, следи некои своји внатрешни, скоро тајни правила за да го среди целиот хаос од информации што доаѓа до него секоја секунда. Овие правила се познати како гешталт принципи. Например, мозокот автоматски ги групира работите што се блиско едни до други. Или пак ги поврзува тие што личат. А погледнете ја вазнава, мозокот инстинктивно ја двои фигурата од позадината. И што се гледа? Некогаш вазна, некогаш две лица. Ова се практично ментални кратенки за да се создаде смисла од визуелниот неред. И токму ова не враќа на шаховската табла од почетокот. Мозокот знае од искуство дека квадратот Б е во сенка. И што прави? Автоматски ја коригира бојата, претпоставувајќи дека во реалноста мора да е посветал отколку што изгледа. Тоа е таа перцептивна константност на дело. Мозокот се труди бојата да остане константна без разлика на сенката. Ама чекајте, не се сите илузии производ на вакво толкување. Некои се, така да кажеме, вградени во самиот хардвер, во нашата биологија. Оваа илузија со фантомските сиви точки е стара преку 150 години и речиси сите ја гледаат. Причината? Чиста биологија. Еден процес наречен латерална инхибиција, каде што клетките во мрежницата на окото си пречат една на друга уште пред сигналот воопшто да стигне до мозокот. Океј, досега видовме како се случуваат илузиите, ама ајде да одиме чекор подлабоко. Зошто мозокот воопшто функционира вака? Па, старата идеја била дека мозокот е како некоја камера. Само пасивно снима што се случува. Ама, денес знаеме дека тоа воопшто не е така. Мозокот не е камера, тој е режисер. Тој активно ја создава реалноста. Еве како што вели Ричард Грегори, еден од пионерите во ова поле, перцепцијата не е пасивно примање информации, туку активна интерпретација на реалноста. Значи, секој момент е интерпретација. И тука лежи главната поента. Модерниот став е дека мозокот е машина за предвидување. Тој нонстоп создава хипотези за светот околу нас, базирани на се што научил, а информациите од сетилата ги користи само за да ги провери тие предвидувања. Илузиите, тие се случуваат токму кога предвидувањето и реалноста ќе се разминат. Токму како што вели и невронаучникот Карл Фристон, мозокот е машина што се обидува да ја минимизира разликата меѓу она што го очекува и она што се случува. Целта му е да ја намали грешката во предвидувањето, да го направи светот што попредвидлив. Ама внимавајте, ова не важи само за гледањето. Овој принцип на активна конструкција важи за апсолутно сите сетила. Ефектот Мекгурк е брилијантен доказ за ова. Тоа е совршен пример за мултисензорна илузија. Значи, мозокот добива две спротивставени информации. Очите му велат га, ушите му велат ба, и што прави тој? Создава компромис. Сосема нов звук. Да. Она што го гледаме, буквално го менува она што го слушаме. И приказната продолжува. Има илузии на допир, каде што мозокот може да не излаже за температурата. Илузии на тежина, каде очекувањата се посилни од реалната маса. Дури и вкусот и мирисот се една голема конструкција. Ако некој го затвори носот додека јаде, ќе свати дека 80% од тоа што го нарекуваме вкус, всушност го нема. Па, што значи сето ова на крајот? Која е поентата на сите овие илузии? Заклучокот е всушност многу едноставен.
Перцепцијата не е тука за да ни даде совршена, кристално чиста слика на реалноста. Не, таа е тука за да ни даде еден корисен, ефикасен кориснички интерфејс. Интерфејс кој е оптимизиран за една работа – преживување. Значи, илузиите не се некаков неуспех на мозокот. Тие се доказ за неговиот успех. Тие покажуваат дека мозокот совршено си ја врши главната работа. Да создаде брза, доволно добра смисла од еден комплициран и двосмислен свет, за да не одржи во живот. И сето ова не остава со едно последно големо прашање. Ако се што доживуваме е само најдобрата претпоставка на мозокот, една конструкција базирана на нецелосни информации, тогаш што всушност е реалноста? Прашање за кое дефинитивно вреди да се размисли.